И најмладите од општина Ранковце се вклучија во идејата за афирмација на традицијата и изворниот фолклор од ова поднебје. Неодамна формираното културно-уметничко друштво Бела Саја 2015 на едно место собра бројни играорци кои амбициозно тргнаа во изучување и негување на автентичниот фолклор, кој е дел од македонската историја и култура. Интересот меѓу младите од основно образование е голем. Друштвото брои околу 50 членови и е отворено за прием на нови членови од сите возрасти. Бидејќи ние имавме промотивен концерт, настап да го речам, можеби концерт е преголем збор, на 21 сега и со гости од културно-уметничкото друштво Карпош од Крива Паланка, ветерани ТБА и првиот детски ансамбл. Значи носијата се вика Саја. Во Славишко поле, на целата територија на општина Ранковце, носијата се вика Саја. Значи, а зошто Бела Саја? Затоа што во овие кривопаланечките села имаат Саја, што е исто ја викаат Саја, ама таа е црна. Заслужна за оваа идеја е наставничката Светлана Лазаровска, заедно со помошниот кореограф Христијан Давидовски. Па за овој крај сега, како и за Североисточна Македонија цела, значи ние сме на тромеѓа, така да присутни се во народот при наши случувања, присутни се на така наречена тројка или паланечка тројка. Едно, тие музиколозите, постручњаците знаат дека тоа е карактеристично шопско ора со брз ритам. Играме четворка, така наречена кумановска четворка, секако Пајдушко, Елено Моме се игра. Нивната заложба е да се промовираат играта, песната и носијата, карактеристични за Славишко поле, но и поширокиот кривопаланечки крај, но и да соработуваат со другите друштва од земјава и пошироко. Фолклорниот ансамбл одржува проби во спортската сала при основното училиште Христијан Тодоровски Карпош во општина Ранковце. Културно-уметничко друштво Бела Саја 2015 од Ранковце, значи така. Од каде името Бела Саја? Многу време ни требаше да се, значи од есента почнавме, јас мислам за име и мислам. Сега ако е име Карпош, нели училиштето е Карпош и културно-уметничко друштво во Крива Паланка исто Карпош. Ајде нешто да смениме, нешто да биде од нашето поднебје и се одлучив за тоа име во последниот момент. Бела Саја затоа што нели делот од носијата на Славишко поле на општина Ранковце, па и Кумановско, мислам некаде до не знам точните граници, меѓутоа сите кои што се занимаваат со фолклор сигурно подобро знаат и од мене. Тоа е значи делот што од носијата што се вика Сајче. Така, ова се автентичните носи од вашиот крај? Да, овие три модели, значи ова што го покажав со паричките, овој пол вест, секој си има име, меѓутоа јас не ги знам точните имиња, треба уште многу време да истражувам. Еве тоа се како три најчести модели. Ова е како, значи, памучно, ткаено на рака, везано на рака. Ова е многу труд, многу вешта изработка. Јас се восхитував многу на ова и секојаш сакав некако да биде представено, презентирано. Так. А ова е импровизација, значи сега ќе видите колку е успешна, значи на ова Саја. Имитација, мислам дека доволно е успешна за да ја представи, но јас имам доволно вакви, можеби луѓето ми даваат, знаат дека се интересирам, па ми даваат, ги чувам. Можеби 20-тина имам и повеќе од тие. Сега преку ова ваше ново формирано фолклорно друштво ќе можете одлично да ги испромовирате овие ваши носи. За играње зедовме вака на импровизации, значи за да има поголем број комплети, а овие би биле вака како за представување церемонијални, можеби за дефилеа кога ќе има прилики во иднина. И го донесов овој исто експонат, односно ова е скутача, ние така ја викаме, значи од специфика е кај нас, дека таа има повеќе тука набори, значи многу е широка. Скутачата, шамијарка, мислам дека ја викаат жените, бидејќи треба постари да се прашат, младите веќе не знаат и од тука и мојата желба и ова што го направив, значи да не се заборави, значи исто покрај играњето да не се заборави и ова,
како се правело, планирам нешто да правам, веќе во планови отидов. Кога зборуваме за овој дел, планирам нешто да правам во PowerPoint, некакви презентации во кои што некои жени ќе ми кажат, значи целата постапка на изработка на овие народни носи, што секако сега нема да може да се прават вака оригинално сигурно, но да објаснат како и што се правело и како тоа се вика точно, бидејќи во Славишко поле, односно општина Ранковце, има и планински села, има и рамничарски, но носијата е во мали нијанси препознатлива за кој има око за тоа, не препознатлива. Разлика, мали нијанси, исто така таа носија се носи и во кривопаланечките села, до Конопница од селото од кое што сум јас, и од другата страна, паралелно со српската граница, сите села, да не сгрешам точно до каде, бидејќи значи носиите ги носат невестите, па кога ќе дојделе од другата територија, тие имале од двете носи. Например, како што е случај во моето село Конопница, од каде што сум родена, значи носијата е саја, но ако жените, девојките дошле од другите соседни села, каде што почнува, значи со една граница, строга граница територијална, почнува другата носија, таа така наречен дурачка носија. Така. И тога жените, ако биле девојките од тие села, имале со себе и таква носија, па може да се најдат во таквите погранични села, да се најдат и двете носи. Исто така сакам да го тоа направам во таква една презентација, бидејќи во друштвата претежно се раководители мажи и јас мислам дека сепак жените подобро знаат кој дел, како се облекува, како се носи, кој со кој оди, пак велам во тие погранични зони на носи се мешаат. Па јас можам да видам на концерти оваа, да речеме, да оди со дурачката носија, што оваа скутача, што нели не може, нема начин. Тоа е како фармерки и да одиш на балет. Нешто не спојува, значи. И од тие причини го нареков, мислам, во консултација со сите основачи на Сдруженијето, се одлучивме за бела саја, бидејќи таа се вика само саја. Носијата саја, сајче, саја. Ја викаат и тоска до душа, бела тоска. И имам слушано од една жена, така ми вели од дурачкиот фолклорен регион, да го речам. Вика, кога ќе дојдевме во Конопница на собор на Тодорица, па облекле се девојки у бели саи, у бели тоски, како бели брези. Тоа така и оставило впечаток, така и личеле, бидејќи тие носеле повеќе волнена, подебела облека, а овие се само, значи, женските само се кошули, значи немаат горен дел, тежок дел, бидејќи е потопло во полето. Дали имате доволен број на носи за сите нови млади фолклористи? Па, оригинални имам, можеби, овие скутачи или овие сајчиња над 20, а кошули имам помалку, недовезени, недоправени, недоработени, можеби ќе ги средам, но во секој случај едно 10 девојчиња можам да облечам со мои лични носи, а уште овие ги направивме комплети, значи не е само ова сајче, туку направивме комплет импровизација со скутача, со појас, нели? Појас ние така го викаме. Како ви е интересот меѓу младите за негување на македонскиот фолклор? Па според оваа бројка 50 на деца од основно образование се тие, значи. Не се од средно. Уште немаме од средно, значи според таа бројка јас сум задоволна, мислам дека ќе продолжи таа традиција. Да има интерес. Сега за сега има голем интерес. Ако останаа цела година без настапи, значи имавме сега настап. Сега ќе следат настапи во летниот период за Илинден, за овие селските собори, така ги викаме ние собори. Дали постои некоја возрастна граница од која може да се почне? Може, имаме во прилогот се виде и предучилишна возраст, уште имаме играорчиња мали. И се надевам дека кои ќе завршат овие што се сега 9, дека ќе продолжат, бидејќи тие се најобучени. И се надевам на интерес. Ќе има интерес, мора да има. Бидејќи, еве, кога одиме сега веќе на свадби, на слави, на
некакви случувања по кафеани, значи тоа е полно со маси и столови и се вртиш околу маси и столови и играш. Таму нешто. Се вртиш цела вечер. Не оставаат простор за игра. А треба да има простор, значи секогаш има некој што сака да таа енергија да ја представи на таков начин, бидејќи таков ни е генот, што не играат тројка во Шведска. Туку играат нешто кротко доле, ниско. Танцуваат. Значи нашиот менталитет, нашиот темперамент, нашето поднебје си има свој форми на изразување. Ако тоа го правеле со стотици години наназад, зашто ние сега треба да заборавиме? Пред да поминам на тој дел, оваа машкава кошула, само сакам да ја презентирам, бидејќи само една имам, значи, со специфичен некој си бел вес, некои бели ширити, не знам што и како. Таа не е, значи, многу украсена машката кошула и по апел до сите кои што во моментот гледаат по старите, нека ги понудат своите носи, бидејќи тие ќе бидат представени. Нема да стојат некаде во некои дрвени ковчези, во некои напуштени куќи во селата, да ги дадат и ќе биде запишано кој што дал во ова здружение. Значи ќе остане некаде спомен дека некој нешто дал. За сега не се сеќавам кој ми ја дал оваа кошула, одамна ја имам, машка кошула. Исто така и за женските носи, во иднина секој некој што ќе има желба да му се носијата види, да му се представи, да му се чува, Да ви помогна. нека ја да подари на здруженијето. Така.